Добар ден, почитувани. Коронавирусот, иако има и некои кои не веруваат дека постои, го преокупира светот и стана опасност број еден за луѓето. Другите проблеми, како да се заборавени и оставени, да ги решаваме во некои, би рекле, поздрави времиња. Едно истражување покажа што луѓето смета дека се нивни најголеми закани пред оваа пандемија. Од небезбедна храна и вода и закани за климатските промени до сајбер ризици и предизвици за менталното здравје. Ова се резултатите објавени деновиве од истражувањето за најголемите грижи во светот и како луѓето ги доживуваат. Истражувањето е направено пред коронавирусот. Токму затоа е интересно да се погледне што луѓето во светот мислат за тоа кои се нивните најголеми грижи. Би рекле пандемијата само ги остави настрана, но тие демнати натаму. За да се измери ризикот и нашите ставови кон него, фондацијата Lloyd's Registry ја спроведе првата светска анкета за ризици, прашувајќи за нивните искуства 150.000 луѓе во 142 земји. हाँ जी मैम, जैसे हम जाते हैं खेत में काम करते हैं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। कभी कभी क्या होता है कि हमारे कुछ जो हमारे उपकरण होते हैं खेती के, तो वो साफ पानी नहीं आ रहा है, और जो पानी आ रहा है उसको अगर हम पीते हैं तो फिर उसमें जो बैक्टीरिया है जो उसकी वजह से इन्फेक्शन पेट में हो रहे हैं. Hay mucha inseguridad aquí. El otro día se robaron una niña aquí en Henry Ford. Pasó un taxi, se la subió, venía con el uniforme de la secundaria. Y ya no supieron más, sus papás pusieron letreros y todo. Светската анкета за ризици ги направи своите анализи според земјите, возраста и економското групирање. Сара Камберс, директор во фондацијата Lloyd's Registry, вели: What the poll results have shown us is that risk is a universal issue, but everybody faces risk of some kind in their life, which means there's an opportunity there in terms of people understanding how to ascertain, the risk for them personally. Наодите од истражувањето на фондацијата Lloyd's Registry ќе се користат за заекнување на заедниците во обликувањето на нивните одговори на ризиците и во подобрувањето на безбедноста преку неопходни интервенции. Главниот директор на фондацијата Lloyd's Registry, Ричард Клек, истражувањето го спореди со интересно патување. It's a really interesting journey that we've been on because intellectually, if we ask ourselves, we're here to make the world a safer place, and we're going to go on that journey, like any journey, it really helps if you know where you're starting from. Тој додава дека досега немало податоци за ризиците и искуствата во реалниот свет, што ги имаат обичните луѓе во животот. Според Ендрю Жепа од Галуп, станува збор за тоа да се дојде до причините зошто луѓето ги сметаат некои проблеми поголеми од другите. Not only ask people about the answers to the questions, we also try and understand why they are answering like they did in order to ensure that they were anchoring onto the same underlying concept across the board. And so by putting that type of effort and hard work into the design of the survey up front, it means that we get great results on the back end. Сара Камберс, директор во фондацијата Lloyd's Registry, наведува примери за тоа колку биле зачудувачки некои податоци добиени во текот на истражувањето. Истакнувајќи дека многу луѓе широм светот доживуваат насилства и вознемирување на работното место, таа додава: One of the really striking key findings from the report is that 19% of workers worldwide were seriously injured or have been seriously injured at some point during their working lives. And that's an absolutely staggering figure. So to start Според неа, овие податоци потикнуваат дополнителни прашања како на пример каде на друго место се повредуваат овие луѓе, како се повредуваат, какви се регулативите што ги штитат. Really, the 2019 poll is the first of its kind in the sense it's the first global study of risk and safety. It's also the last of its kind because the world has changed immeasurably, and it changed in late 2019, 2020, and the next time we poll, we expect to see a change, and it will be really interesting to follow up on some of these questions and see how risk perceptions have changed in light of the pandemic. Ендрю Жепа додава дека луѓето се најзагрижени за климатските промени. Almost 70% of the world's population recognize climate change as a severe threat to them and their countries over the next 20 years. This shows that climate change isn't just a niche issue, but it's something which actually is a very real threat that people recognize in their daily lives. Фондацијата Lloyd's Registry се обврза да го повтори своето уникатно истражување на ризик
уште 3 пати во следните 8 години. Анализата и основните збирки на податоци ќе бидат со отворени извори и бесплатни за употреба од сите. Facebook, Twitter и YouTube на Радио Слободна Европа се отворени за вашите мислења и коментари за тоа кои се најголемите проблеми и опасности со кои се соочува светот. Довидување, почитувани.